Во централното градско подрачје од пред 2 дена нема бездомни кучиња. Од Сдруженијето за заштита на животните анималија се сомневаат дека некој ги има собрано и ги има однесено на друга локација. Потенцираат дека оваа постапка е нехумана и противзаконска и барат институциите сериозно да се зафатат со решавање на овој проблем, а не да изнаоѓаат вакви несоодветни решенија. Бездомните кучиња кои гравитираа во централното градско подрачје од завчера ги нема. Од Сдруженијето за заштита на животните анималија имаат индиции дека некој ги има собрано и ги има однесено на друга локација. Се сомнева дека кучињата се однесени на депонијата Буково. Климент Арнаудов, волонтер во Сдруженијето анималија, потенцира дека оваа постапка е нехумана и противзаконска. Воедно и граѓаните ни посведочија дека извршена е хајка на бездомните кученца, имаме и доказен материјал од слики. Се надевам дека некој од граѓаните би посведочил и лично дека со таква непријатна гледка се соочил, кај што кученца врескаат, бидејќи тие што ги заловувале не ни знаат како да постапат хумано со бездомните животинки, ги пикнале во комбе и ги дислоцирале. Арнаудов кажува дека претходно јавното претпријатие Комуналец побарало од анималија овие кучиња да бидат згрижени во стационарот за кучиња кој се наоѓа на Маутскер, но од анималија му одговориле на јавното претпријатие дека во стационарот нема повеќе место и дека капацитетот се целосно исполнет. Тогаш од Комуналец најавиле дека бидејќи нема друг начин, најверојатно ќе преземат мерки за заловување и дислоцирање на кучињата. Арнаудов потенцира дека ова во никој случај не е соодветниот начин за решавање на проблемот со бездомните кучиња во градов. Тие неодамна заедно со локалната започна проект за стерилизација на кучињата и веќе десетина кучиња се стерилизирани. Но со оваа постапка проектот паѓа во вода, бидејќи дел од оние кучиња кои се стерилизирани сега се дислоцирани од градов. И испадна сега дека ние буквално за џабе сме ги вложиле напорите и финансиите кои што ни се доделени од страна на општина Охрид за реализација на тој проект. Кога ги дислоцирале, исто така сакам да кажам дека дел од тие кученца веќе беа и вдомени странство, ние бидејќи немаме капацитет да ги прибериме, а бидејќи процедурата за вдомување странство трае месец дена, додека да се обезбеди вакцината, значи создавањето проти антитела, па пасошот и сите потребни документи треба еден месец. И сега странците се буквално запрепастени што ненадејно ги снема кученцата. Од анималија реагираат дека институциите само на хартија го решаваат проблемот со бездомните кучиња, а во пракса законските одредби се прекршуваат. Велат институциите да не го сватат ова како критика, туку како причина за да размислат сериозно за проблемот и да најдат начин да се коригираат во своето однесување. Се обидовме да стапиме во контакт со директорката на јавното претпријатие Охридски Комуналец Елена Скачевска, со цел да ја слушнеме и другата страна во врска со случајот за кој алармира анималија, но не ни беше одговорено на повиците.